Председателот на Советот на Источнопланскиот регион и градоначалникот на општина Штип Иван Јорданов, одговарајќи на новинарско прашање каква е соработката на единиците на локалната самоуправа со централната власт, него криеше незадоволството од нивото на комуникација на оваа суштинска релација, бидејќи крајните последици сепак ги трпат граѓаните. Ние и преку Источнопланскиот регион и преку ЗЕЛС направивме неколку обиди да интервенираме до централната власт за да можеме полесно да го пребродиме овој период. Знаете дека по основ на електрична енергија ни доспеа многу високи сметки за електрична енергија и на општините и на јавните претпријатија во рамки на локалната самоуправа, но не добивме никаков повратен одговор за евентуална поддршка. Наместо да се фокусираат на подготовка и реализација на проекти кои ќе придонесат за развој на општините, градоначалниците се во секојдневна трка како да обезбедат средства да ги платат енормно високите сметки за струја и други издатоци кои го усложнуваат работењето. Ова е дополнителен проблем за нас, кој што се соочивме со оваа енергетска и финансиска криза. Искрен да бидам, сум разочаран од односот затоа што директно се засегаат граѓаните, тие ќе бидат најмногу оштетени затоа што ќе се реализираат помалку проекти од тоа што е било предвидено. Поголем дел од средствата кои што општините можеби ги планирале за капитални инвестиции нема да можат да бидат насочени таму, ќе морат да амортизираат последици од енергетската криза. Представници на општините истакнуваат дека добиле препораки драстично да ги намалат сите трошоци со цел ригорозно штедење, што пак од друга страна негативно влијае врз ефикасноста во функционирањето и исполнувањето на планираните активности.